Лузните остануваат за да бидат спомен и патоказ да не се повтори никаде тоа што се случи во Македонија и никогаш повторно ни во нашата земја, ниту било каде во светот. Јас сум православен христијан, јас верувам во Господ и уште истата вечер простив. Секако законот мора да важи за сите и ако некој направил кривично дело, тој треба да се одговори. Но лично во мојата душа не носам омраза, ниту пак потреба за некоја освета. Јас и од овде, благодарение на вашето прашање, испраќам порака за соработка со опозицијата. Ние знаеме дека ќе имаме успешен период пред нас, ако имаме соработка со опозицијата. Убедени сме дека успехот треба да биде заеднички. Може би јас имам честа и одговорноста да ја водам владата во Македонија, но без опозицијата не можеме да успееме. Ни треба опозицијата заедно во државата, како што ни треба граѓанскиот сектор и целиот експертски капацитет кој што постои во Македонија. И тоа не е доволно. Видовте, побаравме поддршка од Бугарија и ќе ја добиеме таа поддршка која што може искуствено да ни помогне. Навистина има еден позитивен амбиент околу Македонија и од Брисел, и од Вашингтон. Кога соседите еве помагат, верувам дека нашата земја конечно ќе исчекори чекор напред. За нас е тоа живот. За нас тоа значи европски фондови, за нас тоа значи стабилност, за нас тоа значи добри перспективи за нашите генерации кои што доаѓаат после нас. Во тоа име веќе направивме чекори за прв пат од самостојна Македонија, 5 комисии во нашиот парламент, опозицијата има мнозинство. Тие ги раководат со повеќе од 10 председатели од вкупно 21 комисија, а во 5 комисии имат мнозинство. Ги повикавме да се вклучат, за да навистина заедно ги носиме одлуките кои што предстојат пред нас.